Значи тоа беше 90-те години, ја и Сашка со Питер Џамбоси. Сега ќе ви кажам, значи како интересно е тоа што нели игравме ни у Пионерски дом и бевме на генералната проба и ми се свиѓаше песната, идеме кај Питер, викам ние сакаме да играеме, многу не се свиѓа песната, дали ме жена вика ајде да видам што има да ни покажеш и вика добро, имате градови, имате, вече дојте, ќе пробаме сите заедно и тоа беше игра салса 90-те година. И од 90 до 96 година може да кажам дека со сите мои настапи ја имав награди. Игор Џамбазов второ место, Дули Коки прво место, Интервали второ место, со Трајчо Маневчија сите исто сценски настап, значи со Крилен Гостов исто, значи секоја година на Макфест кога ќе се појав, јас имав без да мислам јас, не јас како јас, него песната која што играв. Нека не боли. Сцена која што ми буди емоции по секој поглед, кога се појавив на Макфест, мислам дека на сите беше јасно дека имам еден талент кој што е не секојдневен и кој што едноставно беше ставен, сум бил во погрешно место на погрешно време. Така да кога се вратив 2015 на некој начин со Балкан Денс проектот имавме настап. Тука тој беше многу емотивен настап на оваа сцена, затоа што буквално од 96-та кога последен пат настапев на Макфест, па се до 2015 беше еден долг период каде што немав, буквално не знаев ни како изгледа домот на културата. Мислам дека се уште е тоа, кога ќе прашаш еден родител дали го пуштал, ако има син, да биде балетан, ја гарантирам дека 90% од луѓето ќе кажат не. Тука на тоа влијаат многу фактори. Прво, немаме ние како генерална, како земја, немаме култура која што е базирана на танцот. Успоредба со западноевропските земји, каде што тоа е си има своја rules and regulation кај нас, колку луѓето знаат што е зборот танц, колку во Штип или во помалите места, прво ќе ја земе македонската опера и балет, како одговорна институција, има посветено време на публиката во помалите градови да и посвети време да ги едуцира. Така да табу темата си постои, мислам дека ќе постои се додека луѓето кај нас ако треба да платаат 300 денари за представа како синоќа, ќе ми кажат еј, абе цеца е 300, ја на цеца ќе идам. Живееме во една земја која што е на некој начин културата и законот за култура е на маргините на распаѓање, според мене. Доколку тој закон не се реформира, културата ќе не пропадне. Тоа е тоа. Значи, закон кој што, не знам, сите сакаат да имаат нешто, но сите се плашат од реформи, а реформите се болни. Доколку не се направат реформи во културата, ја мислам дека и тоа што го имаме, со текот на времето, затоа што гледаме, еве, каде е реформата? Домот на културата стои 40 години ваков, ништо, даска не е мрдната унатре. Мислам, не е само Штип, него генерално во цела Македонија. Сите сакаат да имат нешто и кога ќе кажем, ајде сега е време да се прават некои работи, сите се повлекуваат, ама нас не е вака. 30 години помина, реформите не се прават од внатре, реформите се прават од надвор. Иако се луѓето свесни внатре дека треба, сепак секој е удобен во тоа што го има. Мене не ми е проблем да ги направам тие реформи, затоа што ја независимо од ова општество, независимо од тој закон, независимо од тоа министерство. И доколку се сака некој да направи, најубаво се прават реформи кога луѓето од страна ќе се доведат без пријател, затоа што кај нас се функционира пријателство. Не можам да те казнам затоа што си ми пријател. Или не можам да те казнам затоа што некој ќе се јави згоре и ќе каже нема да му го правиш тоа. Доколку стварите не профункционираат, затоа што сега сум во некои си преговори, не профункционираат во Македонија, мислам дека од септември, здраве Боже, ќе буквално се префрлувам во Германија, каде што живеев и пред да станам директор во Сплит.